Благодарам, заменик председателе. Почитуван македонски народе, почитувани медиуми и колеги. Во врска со точкава за дневен ред, за која побарав збор, предлог за именување член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, би сакала да ја запознаам почитуваната македонска јавност дека ние како пратеници од материјал добивме само информација во која е наведено дека Владата на Република Македонија на седницата која си ја одржала на 21 март 2021 година, го разгледала извештајот на Комисијата за разгледување на пријавите доставени од кандидати по огласот за именување на член на Регулаторна комисија и согласно член 18 од Законот за енергетика, Владата заклучила да му предложи на Собранието за член на Регулаторната комисија да го именува Андреј Тасев. И тука е првиот од многуте спорни моменти кој ни налага да се запрашаме кој бил тој што бил доволно подобен за да му припадне честа да го избере новиот член на еден од најважните регулатори во државата, бидејќи во материјалите што ги добивме немаме увид во стручноста и компетентноста на оние кои го избрале Андреј Тасев за оваа функција, ниту пак имаме список со подпишани лица кои се одговорни за изборот, ниту пак имаме податоци за останатите пријавени кандидати на огласот. Владата, во дописот пратен до Собранието, нас пратениците, само си навела дека по завршувањето на јавниот оглас си формирала комисија составена од 5 члена од редот на истакнати стручни лица од областа на енергетиката, правото и економијата, кои немаат судир на интереси со кандидатот. И сега ние, од толку доверлива владата и од што немаме ниту една причина за да не ја веруваме на владата, треба да веруваме дека тие 5 члена од кои ја составиле комисијата се навистина истакнати и навистина стручни лица и навистина немаат судир на интереси со кандидатот. Нивните имиња ги немаме, нивните подписи ги немаме. Замислете, значи ние како пратеници сме доведени пред свршен чин да го поддржиме или да не го поддржиме изборот на кандидатот кој си го избрала власта. Тоа му доаѓа речиси идентично како неодамна одржаниот внатре-партиски избор помеѓу Зоран или Заев. Настрана од стручната биографија на кандидатот Тасев, во која не би сакала искрено да имам сомнеш, ми пречи уште еден спорен момент, а тоа е членот 17 од Законот за енергетика, кој вели дека функцијата член на регулаторна комисија се врши професионално и е неспојлива со извршување на друга функција или функција во политичка партија. Сега, ако отворите на официјалната партиска страна на Социјалдемократскиот сојуз и ако кликнете во делот партиски органи, ќе видите дека Андреј Тасев е член на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа, почитувани, говори дека со оваа власт во сите институции имаме лица кои се поврзани со политиката, па дури и онаму каде што со закон е забрането тоа. Но од политичка гарнитура која не почитува ниту устав, ниту деловник, не може да се очекува дека ќе почитува закон. Со самото тоа, ние од предложениот кандидат Андреј Тасев не можеме да очекуваме силен професионален интегритет со кој ќе застане во одбрана на својата професија. Па така, наместо да се работи на професионализација на институциите, што всушност е и барање од страна на меѓународната заедница, сликата што ни ја испраќа власта е само продолжување на веќе востановената пракса. Затоа никако не можеме да ги зајакнеме државните институции кои и понатаму му служат на политичкиот наместо на јавниот интерес. Европската комисија укажува на фактот дека деполитизираните и професионални институции се од најголема важност за ефикасни институции кои уживаат доверба кај граѓаните. Значи, која е пораката што власта им ја праќа на младите и квалитетни кадри на оваа наша Македонија? Доколку било што сакате да реализирате во својот живот, власта тоа нема да ви го понуди на дланка колку и да сте стручни и професионални, но со политичко делување можете да си го олесните патот, па во
некои случаи дури да постигнете многу повеќе од што сте очекувале. Вашите шанси за остварување на целите се значително поголеми во зависност од тоа дали припаѓате на политичката партија во чии раце е власта и колку сте подготвени да им бидете верни на челните луѓе. Ова е добро познато, а она што сите веќе го знаат, не ни треба да се докажува. Самиот факт што предлог кандидатот Андреј Тасев во 2 мандати бил советник во Советот на општина Дојран, член на управен одбор и член на Централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз, многу гласно говори за тоа колку избраната личност нема функција во политичката партија на власт. Што е со професионалните референци на останатите кандидати кои аплицирале на огласот, а ние не ги знаеме? Како да гласаме денес кога не знаеме дали помеѓу нив може би имало подобри кандидати од предложениот Андреј Тасев? Бидејќи информација за критериумот по кој е избран токму овој кандидат немаме. Ниту пак имаме податок за оние кои што биле негови конкуренти на огласот, колку ги имало и во што биле послаби во однос на предложениот. Предупредувањата од Европската комисија, од Европската унија, се е залудно. Токму заради ваквата негативна селекција и партиско и роднинско вработување на вака важни позиции, никако да се подобрат институционалните капацитети и никако да се започне одлучна борба против корупцијата, а уште помалку борба против одливот на квалитетните мозоци од земјава. Системот во кој мораш некого познаваш, да имаш партиска книшка или по најново да имаш фотографија со лицата на власта за да дојдеш до функција, е креиран амбиент во кој младите се свесни дека никогаш нема да се вработат без врски. За жал, оваа власт себе си се поистовети со државата, а тоа е најизразено во политиката за вработување. Грубо звучи, но навистина е така. За жал, младите и професионални луѓе се дискриминирани ако не се партиски подобни, па можеш да бидеш и Ајнштајн, ако не си гласал за власта, нема да добиеш вработување. Имам забелешка и во однос на точка 3 од условите кои треба да ги исполнува членот на Регулаторната комисија за енергетика, а во кој се вели најмалку 2 години пред именувањето за член на Регулаторната комисија да не бил член на орган на управување или орган на надзор на друштво кое врши енергетска дејност, односно дејност поврзана со водни услуги. А Андреј Тасев во периодот од 2015 до 31.12.2019 година бил надворешен соработник во областа на одржување на водоводни инсталации и санација на истите во јавното претпријатие Комунална чистота во Богданци. Не сум правник и не сум најсигурна дали овој податок се коси со точката број 3, но тука е почитуваниот заменик министер да ме поправи ако грешам. Колку навистина се независни и стручни нашите регулатори, кои се грижат за цената на струјата, нафтата, гасот, топлинската енергија, водата и така натаму, гледајте, ценете и судете, почитувани граѓани на Република Македонија. Законот за енергетика, кој самиот Социјалдемократски сојуз го донесе во 2018 година, подбира дистанцирање од политичките партии. И сега, токму Социјалдемократскиот сојуз не ја пропушта приликата и понатаму да ги партизира институциите. Со што кандидатот Андреј Тасев ја заслужил наградата да биде именуван за член на Регулаторна комисија за енергетика, само тој и неговата партија знаат. А она што ние го знаеме е фактот дека почнувајќи од председателот Бислимовски, па се до најдолу е партизирано. Како беше она на премиерот, се, од директор до чистачка. Од тука, секоја чест за професионалните достигнувања на единствениот предлог кандидат Тасев, посебно го ценам фактор што доаѓа од приватен сектор, но сликата на маса со ручек од левата страна веднаш до премиерот сведочи дека институцијата која што треба да биде најстручна и најнезависна, го прави токму спротивното. Единствен критериум за членување во Регулаторната комисија за енергетика е политичка активност и по најново фотографија со лицата на СДС или ДУИ, противно на сите закони. А почитувани мои, досега ништо добро и квалитетно не произлегло од лицата кои што се сликале со Заев. Да веруваме ли дека Андреј Тасев ќе биде исклучок? Ви благодарам. Реплика пратеничката Марија Георгиевска, повелете.